Ново издание на Трилинг и нови содржини теми и соговорници. Еве што ќе гледате. Рек Битола е подготвена да го издржи товарот на енергетската криза во периодот кој што престоја, тоа е грајната сезона, така да ќе бидат функционални сите три блокови во Рек Битола. Ние имаме потреба од природен газ кој што ќе биде со пониска цена и ќе биде прифатлива за производство и на електрична енергија и за топлинска енергија, без разлика од каде доаѓа. Знаете дека во Европа најголем дел од природниот газ кој што се уште се спорачува е од Русија. Бојазан и страх да Македонија не буде преварена, ово е сад дружни израз, nije дипломатски, овако се не говори у дипломацiji. Јас сам изражавао бојазан да меѓународна заедница врло често пуно тога нуди, а понекад не да баш све од тога што е обеќала. Во светски размери постои само една категорија на луѓе кои што лажат повеќе од политичарите, а тоа се банкарите. Европа ја сакаме најмногу, и јас и сопругата, бидејќи Европа е мал простор со премногу култура од секој можен аспект. Добро вечер, вие сте со уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Јаглен, газ и струја, големи ветувања, исто толку стравувања кај граѓаните, но и кај фирмите. За сега рафтовите се полни и храна има. Централната банка со ново затегнување на каматната политика, со што се создава спиралата за повисоки камати за кредити, што ќе се одразат врз цените и стандардот. Ги имаме искуството од скапите банкарски кредити и вртоглавата инфлација. На средината од 90-тите е првата инфлација, односно девалвација на денарот, во време на владењето на СДСМ и Црвенковски, со професорот, гувернерот Љубе Трпевски. Стагфлацијата ќе почне да ја јаде супстанцата на фирмите и државата. Секому му е јасно дека сме влезени во непредвидливо време на економска стагнација. Меѓународниот монетарен фонд повторно влегува во Северна Македонија со директна супервизија на државната каса и потрошувачка. Тоа очигледно е дел од договорот за заем од половина милијарда евра и прва опомена за креаторите на буџетската потрошувачка. На еден чекор сме од барањето на банкарот Хари Костов, дека на државата и треба фискално валутен борд. Во Бугарија тој беше присутен речиси една деценија, воден од странци и криминалот со државните пари едва и се става под контрола. Подсетувањето не е застрашување, туку отрезнување. Колку сите да се спастриме. Ова е само почеток на уште едно издание на Трилинг. Следете не. Станува тривијално на прагот од зимата да се бараат енергенси, кога цела Европа тоа го прави со месеци на насад. Во време кога веќе го гледате новото издание на Трилинг, веројатно се знае кој се дал понуди за снабдување со газ. Прво беше Србија, па потоа Бугарија, па очекувањата од дотокот на азербејџанскиот газ преку Бугарија. Александрополис терминал за американскиот замрзнат газ. Сега премиерот е во Абу Даби. Се е некако на ура. Логиката е ако нема газ, има мазут. Ако не се ископани доволно количини и од така сиромашниот јаглен од Битола, ќе се увезува од Грција. И за сега тоа е единственото сигурно решение. ЕСМ е најголемиот холдинг во државата и со управувањето со топлификацијата. Првиот човек на ЕСМ, Васко Ковачевски, е гостин во ова издание на Трилинг. Ние во текот на овие денови ги очекуваме понудите за обезбедување на количини на природен газ за топланите исток-запад, кои што веќе ги имаме во закуп, и евентуално Скопје-Север доколку склучиме договор, но исто така бараме и предвидени количини за вклучување во режим на работа на приватната гасна централа Тето, и вкупните количини кои што ги бараме се за 6 месеци, почнувајќи од 1 ноември оваа година до 30 април следната година, и количините на природен газ е негде околу 225 милиони нормални метри кубни, кои што се доволни за производство и работа на електрична енергија и за топлинската енергија, и за Тето, и за топланите кои што се во градот Скопје. Колку има вистина во тврдењата на председателот на ВМРО ДПМ дека тоа што тој понудил од компаниите, цените се далеку поповолни од берзанските?
Еднаш нека стигнат понудите, па ќе ги објавиме јавно. Значи ќе видиме колку се цените на берзата во моментот на доставување на понуда и носење одлука и колку се понудените цени. Тогаш ќе се знае, тогаш ќе се знае дали има разлика и колкава ќе биде разликата. Освен понудата од Макпетрол, ниту една друга до овој момент не е. Немаме досега понуда и вклучително и од Макпетрол немаме за овој период. Значи очекуваме прво домашната компанија Макпетрол, од која што набавивме количини за топлинска енергија за октомври месец, да достави понуди исто така и за наредниот период, повторно ќе кажам од ноември до април, и другите приватни само компании. за грејниот период станува збор, за овие 6 месеци кога зборувате? Значи грејниот период е вклучително производство на топлинска енергија, но исто така и производство на електрична енергија, затоа што овој период имаме поголема испорака, односно барање на конзум од универзалниот снабдувач Ева на Хом, така да овие количини се за производство и на електрична енергија и на топлинска енергија за градот Скопје. Зошто во екот на грејната сезона сега дури во последен момент се обидуваме да обезбедиме мазут, газ? Често поставувано прашање и дилема во јавноста, значи можам да одговорам дека ние во моментот имаме актуелен договор за испорака на мазут за термоелектраната ТЕЦ Неготино и за поддршка на електраните во Битола и Восломе. Значи тој договор е склучен во март месец и е важечки, има испорака на количини согласно динамика, значи не сме обезбедени со мазут до крајот на наредниот месец. Објавивме нов повик за периодот од декември до ова година до мај месец наредната година и очекуваме до крајот на ноември месец кога завршува првиот договор, значи да имаме склучен договор за нова испорака на мазут за наредните 5 до 6 месеци. Што се однесува до природниот газ, одлуката беше да набавиме само за првите 15 дена од грејната сезона, односно за втората половина од октомври, природен газ, затоа што цените во октомври месец веќе имаат надолна линија на берзите. Доколку склучевме договор пред месец дена или повеќе, цените беа двојно или тројно повисоки од сегашните цени, така да ќе направивме штета или штетен договор или ќе го штетевме буџетот на државата и на компанијата за повеќе милиони. Се донесе одлука да се либерализира пазарот на природен газ. Се има впечаток дека како Макпетрол да го држите на стендбај. Имате некакви предрасуди во однос на рускиот газ? Ние имаме потреба од природен газ кој што ќе биде со пониска цена и ќе биде прифатлива за производство и на електрична енергија и за топлинска енергија, без разлика од каде што доаѓа. Знаете дека во Европа најголем дел од природниот газ кој што се уште се испорачува е од Русија. Иако голем дел од европските земји кои што има можности финансиски и капацитетни набавија природен газ, складиштата низ Европа се веќе над 90% полни. Ние како држава бевме и се уште сме ограничени само на еден извор, односно доводот на природен газ кој што доаѓа преку Бугарија на приклучна точка Жидилово на границата помеѓу Бугарија и нашата држава. И во овој период се прават напори, а тоа мислам дека е веќе готово и потпишан е договор да се ослободат дополнителни количини кои што можат по овој гасовод трасата кој што доаѓа преку Бугарија да влезат во Република Северна Македонија, се со цел да се обезбедат прво доволно количини, второ да има поконкурентност во делот на испораката на природен газ. Денове и екс-премиерот Никола Груевски се огласи кој тврди дека гасоводот не е функционален, иако тој пред 5 години, како што вели, го довел во Рек Битола. Не знам за таквата изјава, мислам дека е паушално. Затоа што јавноста често знае да слушне или често слуша јавноста дека те третиот блок откажал, те не е во функција вториот блок. Рек Битола сега слави во ноември јубилеј 40 години. Значи ние имаме едно релативен стар капацитет, кој што можам да кажам сега е во подобра кондиција отколку што би требало да биде за овие години, за 40 години. Зошто? Затоа што во изминатите 4 години направивме 3 капитални ремонти на трите блокови поединечно, делот на турбинскиот дел и на генераторскиот. Претходно беа направени модернизација на блок 2 и блок 3 во делот на котловите. Со оваквиот начин на одржување и режим на работа, сметам дека Рек Битола е подготвена да го издржи товарот на енергетската криза во периодот кој што престоја, тоа е грејната сезона. Блок 2 е постојано во режим на работа и она што треба и следува сега во наредниот период е да се стави во функција блок 3,
Блокот 3 е комплетно подготвен за стартување, така да ќе бидат функционални сите 3 блокови во РЕК Битола. Евроникел од Кавадар си поранешно Фени пред веќе 2 месеци ги изгаси печките. 8% од вкупната струја во Македонија беше поточно од Евроникел. Како ќе им помогнете на компаниите? Вие во едно интервју велите следен приоритет ни е да ги облажиме последиците и да им помогнеме на компаниите. Како стопанството ќе го вратите на здрави нозе? Компаниите, главниот проблем на компаниите во моментот е цената на струјата која 10-кратно е покачена. Да, точно така. Значи, тоа е обврска на владата, на премиерот Димитар Ковачевски, на ресорните министри, но ние како компанија, акционерското друштво ЕСМ, затоа што сме државна компанија, ќе исто така ќе се вклучиме во делот на обезбедување на поевтина електрична енергија за бизнис секторот. Токму затоа во текот на наредната недела ќе доставиме информација до влада да може да се стави во функција ТЕТО, домашниот капацитет, да обезбедиме природен газ. Токму затоа ги правиме и сите овие напори да се обезбедат квалитетни понуди, односно количини и ниска цена на природен газ, за да може преку ТЕТО да обезбедиме прво да ги обезбедиме количините кои што ги имаме како компанија земено како обврска према универзалниот снабдувач Еванахом, 100% да испорачаме електрична енергија, иако согласно законот обврската на ЕСМ е 60% да испорачува енергија, другата енергија да ја продаваме на слободниот пазар и да остваруваме вишок на приходи. Второ, ги снабдуваме на електродистрибуција, значи техничките загуби во преносниот систем на електрична енергија, го снабдуваме МЕПСО, исто така за техничките загуби во преносниот систем. Превзедовме обврска да ги снабдуваме најголем дел од здравствените институции, училиштата, градинките, дел од јавните институции кај што се примарна основа е да имат функционалност во државата, но, повторно ќе кажам, со поддршка на владата и со максимален ангажман на АДСМ да се зголеми производството, домашното производство на електрична енергија, со вклучувањето на ТЕЦ Неготино и приватниот капацитет ТЕТО да се обезбедат дополнителни количини на електрична енергија, се со цел во наредниот период тие количини по некоја стабилна или разумна цена да се понудат на стопанството, односно на бизнис секторот, за колку е толку да се ублажи ценовниот удар на нивните производи или услуги во делот на електричната енергија, која што можам да кажам, уште еднаш ќе потенцирам, тие се најпогодени од берзанските цени затоа што плаќаат висока цена која што диктира цената на берзата. Но никој не прашува како тоа, речиси 20% од неколкумина семејства или неколку семејства илегално трошат струја. Ако се сеќавате, неодамна дури и имаше јавна информација дека особено Арачиново троши бескрупулозно струја, илегално се краде на некој начин и струја. Добро, пред воведувањето на блок тарифите беше сериозен проблем да се троши електрична енергија по многу ниска цена. И тука беа сите опфатени истата цена, и тој што троши 200 киловати во текот на месецот, и тој што троши 1200 и повеќе, па и 2200 киловати, плаќа иста цена. Со воведувањето на блок тарифите веќе се воспостави една рамнотежа, така да тие домакинства или мали потрошувачи кои што трошат повеќе електрична енергија од предвидената последна група, цената за нив е веќе двојно повисока отколку оние што плаќат на ниската тарифа. Се согласувам со вас, не е во ред да делот таквите потрошувачи трошат многу енергија да плаќат ниска цена, токму затоа сега во наредниот период исто така еден од предлозите за кои што и јас се согласувам е на регулаторната комисија да се воведи блок тарифи на малите потрошувачи, не само за домакинствата, затоа што и тие мали потрошувачи да бидат класифицирани. Ако, например, една берберница, еден бербер троши 200 до 300 киловати месечно и плаќа одредена цена, не може јавното осветлување во Битола, кое што исто така се води како мал потрошувач, да плаќа иста цена. Господин Ковачевски, дали Македонија е офшор зона за илегални играчи со криптовалути?
Лично не сум запознат колку се трошат и како се трошат електричната енергија на така наречените копачи на криптовалути, иако пред една година, кога започна енергетската криза минатата година во овој период, председателот на регулаторна комисија Бислимовски даде една информација на кој што сите бевме зачудени дека има многу копачи на криптовалути во нашата држава и тие трошат многу електрична енергија. Тогаш беше можеби таа информација примена некако како со недоверба, односно како една од неточните, меѓутоа се покажа дека на поголем дел во нашата држава има и легално, но и нелегално приклучени такви така наречени копачи на криптовалути, така да таквите појави треба да бидат ригорозно санкционирани, ќе донесе и еден ред и во потрошувачката на електричната енергија. Гледате тренинг, мој соговорник е Васко Ковачевски, генерален директор на АДСМ. Господин Ковачевски, грејната сезона почна со млаки радиатори. Дали може да се соочиме со воекот на зимата, домакинствата, па и компаниите да се соочат и со проблем со струја, а домакинствата да немаат парно? Видете, основна и примарна цел беше владата да не задолжи нас како АДСМ за многу краток период да го преземиме парното грејење во Скопје, иако согласно законите не е наша обврска. Сметам дека таа привилегија или обврска требаше да има градот Скопје за вршење на ова комунална дејност, но градот Скопје избегна да ја превземе и таа обврска и одговорност и тука владата нас не задолжи како најголемо акционерско друштво за во делот на енергетиката да за многу краток период, за нецел месец дена да ги формираме трите доели, да превземе поголем делот, да вработиме од претходното доели на БЕК, затоа што БЕК ја заврши и односно ја изгуби лиценцата, да обезбедиме ресурси, природен газ и други енергенси. Успеавме на 15 октомври да го пуштиме парното грејење во Скопје, согласно законот и почетокот на грејната сезона, но да не заборавиме дека заради повисоките температури во овој период, например нашите соседи, Република Србија, ја одложи грејната сезона за 15 дена, значи од 1 ноември. Ние тоа не го направивме. Но според одредени податоци 80 згради немаат. Зошто е минимално грејењето? Затоа што надворешните температури за овој период се високи. Во моментот со колкаво количество на јаглен и мазут располагате и за колкав период имате? На почетокот на грејната сезона, на 15 октомври, во рек Битола на депонија има 255.000 тони јаглен, а во Осломеј 35.000 тони јаглен, што возможува сигурност и стабилност во текот на овие месеци да се испорачва производство на електрична енергија согласно динамиката и планот на производство на АДСМ. Сите ги бараат фотоволтаиците, но многу често може да слушнеме дека со идејата за фотоволтаици се навлегува во зоната на административно талкање. Како, дали овој процес околу воведувањето на фотоволтаици сега веќе е задоцна чекор? Значи, кај нас во државата веќе наназад години, можам да кажам може и 30 години, се доцни со инвестициите во нови енергетски капацитети. А промената може да се направи само со брзи процеси придобивање на дозволите и брзо инсталирање на нови капацитети. И ние како компанија имаме 12 проекти во делот на најповеќе во делот на обновливи извори на енергија, се со цел во наредните 10 години да смениме структурата на производство на електрична енергија. Полека да го напуштиме производството од јаглен, а да зголемиме производство на електрична енергија од обновливи извори и гасните централи кои што се некој меѓутранзисијски период. Со новите закони кои што сега се во собраниска процедура, значително се олеснуваат процедурите и значително се забрзува периодот, односно процесот на инсталирање на нови електрани, вклучително и фотоволтаиците кои што многу брзо се инсталират и многу брзо се стават во функција на производство на електрична енергија и многу побрзо е повратот на инвестицијата. И токму затоа има голем интерес и од домашни и од странски компании да инвестираат во овој период затоа што има енергетска криза и затоа што цените се високи, затоа што е Македонија позната како држава на сонцето. Ние го имаме сонцето и можеме да го искористиме за електрична енергија. Може би ЕСМ и неколку бизнис
глодори кои се занимаваат со увоз на струја свесно или подмолно го обструираат процесот на воведување на фотоволтаици? Не би рекол дека е тоа причината. Апсолутно. Според податоци од Централниот регистар, а ова е објавено сторија на Призма уште пред година и половина. А тоа е дека ист газда со две фирми увезува јаглен за РЕК Битола. Компаниите се формирани непосредно пред јавниот повик и добиле државен бизнис вреден 9,5 милиони евра. Во делот на тие две компании кои што имат и собственик, еден од собствениците им е ист, другите собственици се различити. Тоа треба да го кажат во истражувачкото новинарство. Конкурирале на јавна објава за набавка на јаглен, кај што имало десетина компании. Нивната понуда, без разлика кога се формирани, дали се формирани неколку дена, неколку години или не знам кој период наназад, прво и основно е да ги исполнуваат техничките критериуми на бараната понуда, тоа е јагленот, второ да ги имат обезбедено количините и трето да имат најниска цена. Тие две компании ги исполнувале тие услови. Помалку изгледа индикативно да се формира неколку дена пред повикот на... Па добро, може би тогаш нашле партнер со кој што ќе обезбедат количини на јаглен. Јас не можам да преюдицирам како и кога се формирани и како и кога го обезбедиле јагленот кој што го носат во нашата дрва. Сте разгледале портфолиото на фирмата. Ние гледаме, ние не бараме референци колку имале претходно или немале донесено јаглен и една од, значи уште еднаш да потврдам, често пати го кажувам, согласно закон за јавни набавки, ЕСАМО има право да склучи буквално кажано договор во 4 очи за набавка на јаглен. Значи вие имате компанија која што има обезбедено количини, доаѓа до ЕСАМО, ја носи на маса понудата и склучуваме договор. Ниту објава, ниту конкурентност, ниту транспарентност, ништо. Но, ние тоа не го користиме право, иако законот го дозволува. Ние објавуваме јавен повик, чекаме понуди во одреден период, сите понуди ги разгледува Комисијата за јавни набавки, дават извештај до управниот одбор и на крајот се врши избор на најдобрата понуда. Дали ДУИ и СДСМ го делат колачот откако бизнисмени албанци се вклучија во бизнисот со струја? СДСМ и ДУИ се коалиција во партиципирањето и спроведувањето на власт. Дали се вклучени во бизниси во делот на електричната енергија или не, не можам да кажам дали е тоа партиски или не е партиски, но можам да кажам дека во нашата држава има компании кои што се регистрирани, ги имаат сите потребни дозволи и лиценци и секој од нас може да ги поврзи со одредена политичка партија, може да ги поврзи со СДСМ, може да ги поврзи со ДУИ, но може да ги поврзи со ВМРО-ДПМН. При крајот од разговорот може да се очекува пат на цените на струјата, имајќи во предвид дека тенденциите на светската берза говорат дека цените полека стимнуваат. Добро, одлуките кои што ги донесе Европската комисија за стабилизирање на цената на електричната енергија и стабилизирање на цените на природниот газ, веќе носат резултати, веќе има надолна линија на тие цени и очекуваме тие цени сега како што се намалени, така и да се стабилизират. Нашето предвидување и очекување и посакувано сценарио е да имаме пониски цени, се со цел нашите граѓани да немаат и да не трпат ценовни шокови и кога ја плаќат електричната енергија, но и кога ги плаќат другите производи, пред се прехранбените производи. Господин Ковачевски, на крајот помалку ќе звучам саркастичен, не очекува под наводници незаборавна зима, можност рестрикции не исклучувате. Како и секоја година може да се соочиме граѓаните да се гушат поради воздухот и имајќи во предвид што се пали за да се загрееме. Еден мој согоник пред неколку месеци кога го прашав како ќе се грееме, знаете што ми одговори? Купете си со време јамболии. Дали тоа е алтернативата? Ајде уште една, значи, ние максимално се подготвуваме да испорачаме 100% електрична енергија и ќе направиме сите напори. И ЕСАМ, и другите енергетски компании, државата. Ама тоа е во делот на предвидливост. Во делот на непредвидливоста не можеме да гарантираме што ќе се случува надвор од државата. Не можете да ја предвидите енергетската криза? Не, апсолутно.
тој што ќе ја знаеше енергетската криза и кој што знае дека какви ќе бидат цените на енергенсите во наредниот период, ќе биде најбогатиот човек на светот. И како европските земи, речи си половина година се подготвува за кризата, ние во 5 до 12 како? Не е точно дека се подготвува. Се подготвува, да, сега оваа година. Зошто, например, минатата година, во почетокот на енергетската криза во октомври, нивото на енергенсите, посебно на природниот газ, беа спаднати на 20%. Како тоа се подготвували, знаеле дека ќе има енергетска криза. Зошто сега, во октомври 2022 година, за разлика од пред една година, сега нивото на капацитетите на природен газ во Европа се пополнети 90%. Никој не очекуваше такво сценарио и никој не може да предвиди во кој период и како ќе се движат цените на енергенсите, посебно на електричната енергија. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас за поканата да разговараме за можноста и капацитетите на ЕСМ и енергетскиот сектор. Поштовани гледачи, тоа беше Васко Ковачевски, генерален директор на АД ЕСМ. По кратката пауза за реклами продолжуваме со останатите содржини за ово издание на Тренинг. Следете не. Денове новиот британски амбасадор во Скопје го покажа сертификатот за познавање на македонски јазик. Тоа не е само голем дипломатски гест, туку и меблем во бруталното оспорување на неговото постоење. Во своето прво јавно појавување во македонската јавност. Во ТВ интервју за Трилинг, пред само неколку недели, Метју Лосон изјави: колку време ви беше потребно за релативно добро да го зборувате? Благодарам. Јас пробам да зборувам македонски јазик. Јас го учив јазикот во нашиот центар во Лондон и учив 10 месеци во нашиот центар. Како вие знаете, јас работев во Бања Лука, во Сарајево и сакам овај регион, сакам луѓе, сакам култура на овој регион. Да. Флоријан Зелер е познат француски романсиер и драматург. Еден од неговите драми е Лагата. Е премиерно изведена во МНТ минатата недела. Колку текстот, толку и насловот се провокација од и за животот, од и за политиката. Дел од карактерот на поединецот и општеството. Порозна е границата меѓу лагата и вистината. Колку што лажеме, толку и вистината ја кажуваме. Изјави денове Габриела Петрушевска, една од четворицата актери заедно со Јордан Симеонов, Оливер Митковски и Драгана Левенска. Режисер на представата за Лагата е актерот и режисер Бесфорд Идриси. Лагата како режија на животот. По тој наслов ја воведуваме ТВ колумната на афирмираниот Бесфорд Идриси. Лагата по дефиниција е исказ при кој што се кажуваат невистини со цел за да се измами некој. Но не секогаш е така. Затоа што не секогаш мора тоа да биде исказ, затоа што некогаш може да излажеме и без да кажеме нешто, некогаш може да излажеме и при замолчување, некогаш дури може да излажеме и при кажување на вистината. Секако со намера за некого да го измамиме, односно да ја кажеме вистината на тој начин за да се сфати дека тоа е лага. Па потоа луѓето да не можат да поверуваат на вистината. Така да, од друга страна пак, ние не само што секојдневно сме соочени со лагата, туку и уште од мали нозе почнуваме да лажеме. Има истражувања во кои што се вели и се потврдува дека дури и бебињата знаат да излажат и тоа многу вешто го прават, а при тоа и не сме единствените кои што лажеме, односно човечкиот вид не сме единствените кои што лажеме, туку и животните знаат да лажат. Така да во еден ваков свет би рекле дека не само што секојдневно сме опкружени, туку на секаде сме опкружени со лаги. Сега дали лагата е добра или лоша, или односно дали постојат и добри и лоши лаги. Тука веќе почнуваат разни филозофи и гледишта и па дури и моралисти да кажуваат да ги кажуваат своите различни ставови и да доаѓаат до таму да речеме едните да бидат позагрижени за последиците од лагата и повеќе со тоа да се бават па на тој начин да кажат дека може да постојат и добри и лоши лаги. Но тоа сепак доведува до прашање дали воопшто би можеле да ги согледаме сите можни последици.
затоа што не секогаш можеме да ги согледаме сите можни последици. Од друга страна, постојат луѓе кои што се моралисти и да речеме, еден од нив е Имануел Кант, кој што вели дека никогаш не треба да се лаже, под ниту еден случај. И Имануел Кант почнува и преку таа негова парадигма на универзално законодавство, па на тој начин он вели дека во случај да нешто е добро, тогаш би било универзално добро. А лагата секако дека не може да биде универзално добро, затоа што според него, ако лагата стана универзално добро, тогаш сите би се лажеле, тогаш не би можеле да никому да поверуваме, тогаш би пропаднала таа нека социјална кохезија која што постои. Истото би се случило и во однос на институциите, и во однос на авторитетите и така натаму, и на тој начин би дошле до пропаст на целото општество. Што за жал, ја мислам дека ние веќе се наоѓаме таму, затоа што кај нас некако сите овие работи кои што Кант ги споменува веќе како да сме ги прошле и не можеме многу да веруваме, не само меѓусебно да се веруваме, туку особено кон институциите и кон државните апарати и органи. А од друга страна пак постојат тој вид на добри лаги, кој што е попознат како бели лаги, односно лаги во кои што се кажуваат работи кои што би требало да угодат некому, а при тоа да нема некои значителни последици. Лаги од типот на добро изгледаш или си ослабел и така натаму. А постојат и еден друг вид на лаги кој што веќе како да е подзаборавен тој вид, но во историјата постоела и се прилично интересен вид на лаги, односно се нарекуваат како морални резерви. Тоа значи дека во одреден исказ не би го кажале целиот исказ јавно, туку одреден дел од исказот би го зачувале за себе. Односно во денешно време тоа би значило дека не наместив ниту еден тендер, го кажуваме јавно, додека во себе кажуваме минатата недела. И тоа значи дека само минатата недела некој не наместил тендер. Па така тој исказ станува и вистинит и лажен во истовремено. И тоа била една метода која што се користела во минатото, особено во судски процеси, што за среќа веќе не се користи, па се надам дека ова нема да биде искористено како мотив за да почне да се користи повторно тој вид на лага. Интересно е кај нас во наши размери да видиме за кои лаги не го креваме гласот, кои лаги ги прифаќаме, за да видиме и кои лаги се општествено прифатливи кај нас. Како, например, не знам, општествено прифатлива лага би била, односно, општествено прифатливо би било политичарите да даваат лажни ветувања. И тоа е речиси секојдневна пракса кај нас. А исто во однос на лагите, кога веќе ги спомнавме политичарите, интересен е фактот дека во светски размери постои само една категорија на луѓе кои што лажат повеќе од политичарите, а тоа се банкарите. Па така да претпоставам дека многу подобро ние нам што не водат политичари отколку да не водат банкари. И за крај повторно би се навратил на Имануел Кант и тоа што он вели дека лажењето води кон пропаст на општеството и што кај нас се би рекол тој пропаст на општеството е веќе на алармантно ниво. Во продолжение на ова издание на Тренинг ќе гледате дали хрватскиот модел за државно субвенционирање на медиумите е корупција и остава простор за влијание во уредувачката политика кај седмата сила. Како да се најде објективен и рамноправен третман за нивно финансирање со државни средства. Ова се само дел од прашањата и дилемите на кои одговара професор доктор Здравко Кеџо, претседател на програмскиот совет на ХРТ. Кеџо, кој во еден период бил и заменик хрватски амбасадор во Македонија, стравува дека Брисел нема да биде доследен на ветувањата кон властите во Скопје и покрај големите компромиси што властите во Скопје ги направија во договорите со Грција и Бугарија. Со професор Здравко Кеџо разговара нашиот колега Игор Стојанов, кој неодамна беше во Дубровник. Морам одмах речи да с перспективе човека кој е суделовал у Хрватском домовинском рату, kolokvijalno među nama, diplomatima, naročito na poziciji Hrvatske, to nama nije izgledao kao nikakav ozbiljan sukob.
Žao mi je, ne bih htio da ovo javnost u Makedoniji krivo shvati. Ne mislim ja da je on bio benigan, da nije bio važan i da nije bio... Svaki je sukob strašan sam po sebi, ali iz pozicije nekog koji je sudjelovao u Hrvatskom domovinskom ratu to nije izgledalo ništa strašno. Mada, iskreno govoreći, uvijek je žalost kad se to događa. Mi smo imali situaciju da je hrvatsko vodstvo zatražilo da napustimo ambasadu, s obzirom na moguću eskalaciju, da smo mi u dogovoru sa ministrom vanjskih poslova, to je bio gospodin Picula u to vrijeme, zatražili da ipak ostanemo kao neka vrsta potpore makedonskoj državi i da ne zatvaramo ambasadu i da ćemo se onda s tim moći nositi u nekim normalnim okolnostima. Nismo bili država koja je navijala za nijednu od strana. Bili smo legalisti, htjeli smo poduprijeti Makedoniju kao integralnu državu i pružiti svu moguću potporu na način da smo onda pristali i sudjelovali svak na svoj način i u mirovnim sporazumima. To je takozvani Ohridski sporazum u kojem je međunarodna zajednica jako sudjelovala, a koliko sam ja shvatio, on je na koncu ostao živjeti do dan danas. Žao mi je što se o tome razgovara kao jednoj od strana. Volio bih da to nije tako, ali to više ne mogu promijeniti. Kako danes gledate na politička situacija u Makedoniji, a site tije povtorno turbulencije u Makedoniji? Reći ću vam nešto što kao diplomat vjerojatno nisam izgovarao. Vi morate znati kad dođete kao ambasador, zamjenik ambasadora u zemlju koja ima neriješene granice, koja ima zastavu kakvu ima, himnu kakvu ima, a idete na mandat u zemlju koja se zove Former Republic of Jugoslavia. Dakle, vi imate jedan prilično nesređen situaciju i status zemlje s puno problema. Ono koliko ja sad pratim i vidim, možda je problema manje, ali sigurno nije bez problema. U svim ovim aspektima Makedonija, odnosno Sjeverna Makedonija, ima neki od suštinskih strukturalnih problema i danas. Ono što ja vidim kao problem, možda usput i kao jedino rješenje, pa ako hoćete i hrvatski prijedlog ili pomoć u tom smislu, to su dva pravca. Jedan je euroatlantske integracije, prije svega europsko-unijske integracije, i drugo je jačanje institucija i demokratskih poluga u zemlji. Bez toga to naprosto neće ići. Ja znam da u svemu tome ima i unutarnjih problema. Ja ću biti vrlo otvoren. Ja sam to kazao i kao gost na Hrvatskom radiju. Dakle, ne u ulozi predsjednika programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije na kojem je Sabor imenovao, Hrvatski sabor, u drugom mandatu, nego kao neko ko je tamo bio i bavio se time, ko se bavio međunarodnim odnosima. Ja sam tad izrazio bojazan i strah da Makedonija ne bude prevarena. Ovo je sad ružni izraz, nije diplomatski. Ovako se ne govori u diplomaciji. Ja sam izražavao bojazan da međunarodna zajednica vrlo često puno toga nudi, a ponekad ne da baš sve od toga što je obećala. Strašno je veliki zalogaj pristati na promjene u smislu imena. Dakle, to je suštinski neopisivo teško i veliko. I mislim da bi bilo pošteno i iskreno reći da onda zato i zaslužujete, pa ako hoćete nagradu, da ne budem trgovac, pa da kažem da ste za uzvrat istrgovali da nešto dobijete. Ja sam izrazio tad bojazan da je moguće da Makedonija na koncu ne bude, ili se makar ne imala osjećaj da je prevarena. Danas sam puno bliži tome da sam bio u pravu nego da nisam, mada bih volio da sam u krivu. Ali i dalje nisam siguran da je to bila do kraja poštena igra. Иако македонска ситуација е многу поспецифична од хрватската, кое е искуството кое што Македонија може да го извлече од Хрватска на патот кон Европската унија? Ako si ne pomognete sami, niko vam neće pomoći. Šta god, to je krajnje simplificirano. Sad sam vulgarizirao do kraja, ali kad sve skupa zbrojite i oduzmete, naravno niste autistični, naravno nitko na svijetu ne živi sam, ni mi ne živimo sami. Ne možete bez partnera. Pa nisu to ni neke velike zemlje, ni vaša ni moja. To je u ozbiljnim gradovima, naše države izgledaju kao mjesne zajednice u velikim gradovima. Ali bez obzira na sve to, u nekom
strukturnom, čvrstom, nacionalnom smislu, ako sami si ne pomognete, teško možete očekivati da će vam drugi pomoći. Moje iskustvo je iz Hrvatske naslonjeno na to da smo mi najviše napravili sami sebi. Napravili smo mi sebi i problema, kao i vi, ali u nekoj konačnici za opstojnost, za državu i za njenu budućnost jako je važno osvijestiti činjenicu da to javnost te zemlje želi, nedvosmisleno želi, da je spremna sve napraviti, da je spremna ponekad malo nešto žrtvovati, ponekad nešto i pregristi što nije baš ugodno, ali da bi na koncu ostvarili cilj i imali svoju samostalnu suverenu državu. Međutim, postoji ono pod 2, da ta država bude demokratska. A za to vam je moja sugestija iz hrvatskih primjera. Izgradite demokratske institucije. Znate kako bi rekao Max Weber? Mi smo svi prolaznici. Kad izgradimo institucije, onda će one ostati, mi možemo prolaziti kroz to, ali te institucije će ostati. Vi ne možete imati javnost u kojoj profesor ništa ne znači, vlada ništa ne znači, ministri su zadnja stvar, ne znam da ne kažem što, učitelji su ništa, svećenici su ništa, akademici su ništa. Dakle, strukturalni, institucionalni okvir, ali da je on u demokratskom duhu i da predstavlja mjerilo vrijednosti. Dakle, onog trenutka kad to sve pogubite, onda će vam ljestvica vrijednosti otići naopak. Na koncu možda napravite nešto, ali to strukturalno neće biti država sazdana od čvrstih, dobrih, demokratskih institucija. Kad se to izgradi, onda imate polugu kojom će ta država trajati s manje ili više problema, s nama nekima ili s nekim drugim ljudima, ali čvrsti demokratski okvir i u njemu čvrste demokratske institucije. To će održati zemlju. Ovo ostalo će biti s puno problema. Така, а сега сте моментално и председател на програмскиот совет на Хрватската телевизија. Хрватската телевизија важи за пример во јавниот сервис, па и на Балканот. Како од внатре го гледате тоа и дали го делите тоа мислење? Kad kažete to u hrvatskoj javnosti što ste sad rekli, ne bi rekli ništa vi ne znate o nama, to vama izgleda. Ja ne mogu biti do kraja objektivan. Mislim, ja sam predsjednik programskog vijeća. Moja pozicija je nezavisna, mene je Sabor tamo imenovao. Nekoliko je problema koje ima hrvatski javni servis, koji nije loš. Ja iskreno mislim da nije loš. Uvijek je javni servis naslonjen ili ima neku vezu s državom i politikom. Zapravo to je nužno. Vlasnik Hrvatske radiotelevizije je Hrvatski sabor, on imenuje vodstvo i oko toga se ne može previše dvojiti. Ja inače mislim da je u redu da država koja je osnovala tu tvrtku i pomaže u svakom obliku ima i neki utjecaj na nju. Ali ono što ja mislim da država ne treba raditi, ona može upravljati kao dobar gospodar kućom, a ne treba birati program. Programom nek se bave stručnjaci. Dakle, kao dobar gospodar, neka ta kuća, 3000 zaposlenih ima skoro HRT. Mi uberemo od pristojbe, pretplate, 1,3 milijarde kuna godišnje i nije nam dovoljno. Znači, nek se država brine kao dobar gospodar o našoj kući, ali bih volio da ne dira i da se ne petlja u programe. Programom nek se bavi struka. Hrvatska radiotelevizija ima jako puno aspekata koji se ne vide prema vani. Mi imamo simfonijski orkestar, tamburaški orkestar, džez orkestar. Radimo na 4 kanala, 3 kanala Hrvatskog radija, 8 centara po Hrvatskoj, međunarodne programe. Ja mislim da je to dosta dobro. Nakon korone smo počeli puno proizvoditi vlastitog programa. Ima li nešto čime sam nezadovoljan? Nezadovoljan sam činjenicom što je javni servis jako podložan da unutar njega, kao velika državna tvrtka, ne možete sakriti ako ćete razgovarati ozbiljno i ako ćete biti mrvicu iskreni, da unutra postoje jako velike i značajne podjele. Ljudi koji drugačije vide. Ljudi koji drugačije vide politiku, svjetonazore, ljudi koji su po mnogo čemu u društvenom, medijskom i svakom drugom kontekstu različiti. Svaka promjena vlasti vrlo često dovede do toga da se mijenja kompletna urednička struktura. To je ono što ja mislim da nijednom mediju, a naročito javnom servisu, ne bi trebalo biti imanentno. Dakle, ja bih volio da se država za to brine, ali da kompletni urednički cijeli establishment u tom smislu, programsko vodstvo, da ono bude struka i pamet, a to znači da radi na razvoju hrvatskog društva, da radi na razvoju medijske pismenosti i da pruža sve ono što je javni interes. A javni interes, time ću završiti, mi ne moramo biti, važno je ovo,
najgledaniji i najslušaniji u Hrvatskoj. Ne. Mi nismo tu da bi se natjecali s komercijalnim televizijama. Mi smo tu da budemo najbolji. Naša informacija mora biti vjerodostojna tako da je nemate potrebu provjeravati. On mora raditi i dati svoj doprinos u nekoj izgradnji hrvatskog društva. Kulturološkoj, humanoj, ljudskoj, demokratskoj i kvalitetnoj. Hrvatska го има тој фонд за плурализам, тоа се средства кои што државата ги издвојува за медиумите. Во Македонија сега има голема дебата за тоа дали државата треба на некој начин да ги финансира медиумите. Претходно имаше таков фонд во Македонија, па сега се укина заради тоа што тоа се сметаше за корупција на медиумите. Važno mi je da znate kako se može smanjiti korupcija tog tijela koji to daje Pavlu, a ne Petru. To tijelo ne živi od sredstava iz budžeta. Ja sam kao regulator imao tijelo koje je donosilo odluke, ali znate ko je nas plaćao? Ti isti nakladnici, ti isti vlasnici su davali pare da bi mi njima regulirali, kažnjavali, ali oduzimali koncesije, ali i davali koncesije i davali sredstva iz fonda. Po kriterijima. Dvije stvari. Važno je da budu pomognuti ti lokalni mediji, ali ima nešto što oni neće da čuju i ne vole, a ja ću to izgovoriti svakom prilikom. U zadnjih 10-15 godina oni nisu ni milimetra napredovali od svega toga što su dobivali iz fonda. Jedan dio od njih je od toga napravio samo biznis, a kvaliteta je ostala ista ili je još gora nego što je bila kad su osnovali te lokalne radije i televizije. Благодарам на разговорот. Molim lijepo. Патување како животен стил. За 6-месечната авантура до најсеверната точка во континентална Европа и што значи домот да ви биде онаму каде што ќе ја поставите приколката. Вечерва во Трилинг разговарам со Драган Тапшанов, фотограф и влюбеник во патување. Добро вечер, Тапшанов, и добро дојдовте дома. Баш ми е драго што сум тука сега, што можам да инспирирам вашата публика околу да има мотивација за патување и авантура. Тапшанов, во месец април годинава со вашата семејство заминувате на 6-месечно патување низ Европа. Поминувате бројни дестинации, бројни градови и земји. Што значи логистички да се спланира 6-месечно патување со Камп Приколка? Да, тука е околу Камп Приколката е поголемиот предизвик за планирање, бидејќи со кола низ Европа немаш голем проблем. Ali со приколка мора да планираш низ какви улички ќе движиш, и сепак поголем си, подолго е возилото. Да, како предизвик е големо, но џаби да планираш, колку и да планираш од дома, кога ќе влезеш веќе во авантурата, све си доаѓа само по себе. Така да, веќе кога стигнавме во Скандинавија беше друга приказна. Се беше спонтано, наоѓавме места и така. Беше малце предизвик со дете околу тоа како ќе биде со детето, како ќе го припати целото наше патување, но ке е тоа што малце километри покриваш од тие 6 месеци на дневна база, така да он окей беше со тоа. Да, вообичаено кога ќе се добие нов член во семејството, некако патувањата и оние хедонистички уживања се ставаат во втор план. Меѓутоа, вие некако поитавте на Марк да му го покажете светот и малку порано да се запознае со сите оние убавини низ Европа. Како одеше таа координација 2-годишниот Марк да се прилагоди на вашиот авантуристички апетит? Со Едит сме авантуристи од која знаеме за себе, од која се познаваме, така и си запознаено пред 8 години на Хималаите. За Марк не беше ни прашање како ќе биде израснат, значи знаевме дека ќе влезе заедно со нас во истиот животен стил и тоа со него, значи немаме пристап кон него, како што има можеби секој. Буквално кога он е другар. Значи буквално он ми е мене другар, заедно идеме. Ја го викам брат него, ајде идеме брат, ловиме риба, ајде да правиме сега ова, да правиме она, идеме на хајк, да планинариме. И буквално го прави тоа што го правам ја, зашто е уште на исто ниво со мене.
Можна и интересно и симпатично од друга страна кога ќе се забележат сите оние активности кои што ги правите заедно, риболов, тој е закачан на кенгур на вашиот грб додека планинарите низ Европа. Тапшанов, не од страна на авантурист, од страна на родител, не постоеше одредена, да речеме, појава на страв кај вас? Па, ние имаме повеќе страв кога сме тука, него ли кога сме во природа цело време. Не гледам страв од што. Страв имам секаде мое, што е state of mind. Секаде можеш да најдеш страв и да се плашиш од нешто и да бидеш изложен на некои надворешни влијания кои ти направат проблем. Ние имам преголема самодоверба кога сум во природата и така да со тоа него што го учиме да биде едно со природата, не гледам страв. Нема потреба од страв. Нормално нема да го пушташ во сите предизвици што би били интересни за него и што може да го доведат во опасност. Тука си цело време со него, но во тоа што докаде што може и нема страв едноставно. Низ целото ова патување, буквално документиравте секој можен аспект од оние нови хоризонти кои што ги запознававте. Преку фотографии и видеоматеријали ние имавме можност да бидеме со вас на секоја наредна дестинација каде што се движевте. Која култура најмногу ви остави впечаток? Европа ја сакаме најмногу, и јас и сопругата, бидејќи Европа е мал простор со премногу култура од секој можен аспект. Значи имаш дали сакаш храна, дали сакаш уметност, дали сакаш све има тука. И не можеш да имаш една омилена, бидејќи е помала и цело време како што возиш низ сите држави, сите села, гледаш нешто ново. Така да све е интересно, све е уникатно. За место кое што најмногу ни остави впечаток оваа сезона, можам да кажам дека Шведска е најокей за со мало дете. Но за други аспекти све е убаво, све е интересно, све е уникатно. А како ги планиравте деновите? Како одлучувавте како ќе се одвива агендата во однос на вашето патување? Немавме план. Буквално само знаеме до кај треба да стигнеме. Знаеме дека сакаме да одиме само низ национални паркови, не одиме низ градови, одиме низ села. Освен кога треба да идеме на шопинг за храна, за набавка на прехранбени продукти. План конкретен немавме, само знаеме што сакаме да видиме. Скандинавија е убава тоа што можеш да одиш на диво кампирање и можеш да застанеш било каде што може да поминеш со кола и со приколка. Така да застанувавме таму каде што ни убаво, седевме колку што ни убаво. Ги споменав оние моменти околу фотографиите и видеоматеријалите од целокупното искуство, но во некои моменти можевме да ги погледнеме и оние проблеми и препреки со кои што се соочувавте овие изминати 6 месеци. Имавте проблеми со автомобилот, чинам. Зборувавте во една прилика за моментот дека сте сакале да патувате низ Русија, меѓутоа поради војната некако целата агенда се менува. Што кога ќе се јави ваква препрека? Ние сакавме да одиме преку Русија, Санкт Петербург не ни е желба голема на двајцата, сакавме таму да отидеме преку Балтикот и преку Калинград, мислам тој дел што е со Полска. Но не беше, не можевме. Можевме, но не сакавме бидејќи сме со мало дете и повеќе мислиш, повеќе се секираш кога си не си сам, кога не мислиш само за вас двајца. Не отидовме доста места во Полска, бидејќи на границата со Белорусија има голема имигрантска криза. Така да моравме да го промениме цело наше патување. Тоа све се дешава во моментот. Тапшанов, се случува во ваков момент на, да речеме, авантуристички подвиг да ви стане тесно во тие 5 квадрати? Многу често. Ништо, бидејќи Норвешка или Скандинавија генерално е доста од времето, летно време врне. Ни се деси да бидеме 11 дена под дожд константно. Иако имаме добра опрема за дожд, искачаме, шетаме, немаме такав проблем, но таму нема баш кај ноќ. Значи цело време е ден и сме затворени во тие 4 квадрати или не знам колку е точно квадратура. И сега Марк се игра со неговите лего, имаш лего на сите страни расфрлано, додека е у најголемиот момент на играта. Газиш и да, тешко е, али не знам, се навикнавме. После некој време се навикнавме, секој си го знае своето ќоше, каде што си се затвара или каде што си играме со Марк. Имаме добра хемија на сите тројца меѓу себе и немаме некој проблем, немаме расправи, него буквално тоа е што е. Го живееме моментот, го живееме моментот.
Тапшанов, а веќе кога го споменавме овој финансиски аспект од целото патување, како изгледа да се оформи една буџетска рамка кога станува збор за 6-месечно авантуристичко уживање? Предпланирано е, имаме веќе со тие некои светски фотоагенции што соработуваме, знаеме каде има потреба за материјал. Бидејќи короната што беше затворен беше светот, многу луѓе, многу нови фотографии фалат, нов материјал фали, така да бевме меѓу првите што отидовме на некои места да ги покриеме и да собереме материјал што може после да го уновчиме. Така да знаеме што се бара моментално и така ги формулуваме турата на некој начин, така да тоа ни го спонзорира нашето патување. Веќе кога споменавме фотографијата, македонската публика ве памети по оние доста интересни фотографии од Непал, ми се чини. Едно ваше доста големо и долго патување кое што беше проследено со убав материјал во однос на се она што го доживувате. Како го доживувате Скопје деновиве откако се вративте после 6 месеци? Уште не сме имале можност да го прошетаме Скопје убаво, бидејќи имаме доста работи кои треба да ги завршиме околу документите на мојата сопруга. Убаво е. Некам да видам, ќе останам малце повлечен у коментари, некам да видам лошо сватен. Скопје не го доживам по тоа што го гледам од архитектура, повеќе го доживам од тоа што го гледам преку луѓе, што премногу стално сум фотографирал луѓе и приказни и моментално што имам пристап до приказни и луѓе не се некои многу позитивни, но сепак и светската криза си го носи своето. Но оној балканскиот менталитет на заборавање на лошото и давање акцент на она поубавото, стално се присутни тука и неубавиот поминува 5 минути после се селиме на убавиот дел од разговори и моменти што ги така да стално ми е позитивно, стално Македонија е убава за да си доеш дома и да се осеќаш некако дома си е дома. Тапшанов, ви благодарам за гостувањето вечер. Фала ти многу, ти благодарам. Тоа беше се за ово издание на Трилинг. Ви благодарам на вниманието и ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути. Во меѓувреме читајте на triling.mk. Довидување.